А по најновите информации од земјата и светот треба да потсетиме дека треба да бидеме физички активни со оглед на тоа дека планините се актуелни во сите 4 сезони, пролет, лето, есен и зима. Мислам дека есента е една од идеалните времиња кога може да планинариме. Со оглед на тоа дека на тој начин ќе зголемиме нашата концентрација, нашето подобро ментално здравје, имунитетот, но и ќе го намалиме нивото на кортизолот што доведува до стрес во организмот. Токму затоа денес по повод 100 години одбележување на планинскиот клуб Љуботен ја вклучуваме нашата колешка Ирена Спировска Линковски да ни прикаже на кој начин ќе бидат одбележени овие 100 години. Здраво, Ирена, добро утро. Добро утро, леп поздрав до тебе и до сите наши гледачи. Утринава се јавувам во живо од кај нашите пријатели Концепт Кафе Шума во Порта Влае, а поводот, како што најави ти, е 100 годишнината од најстариот планинарски клуб во нашава земја, Планинарскиот клуб Љуботен, кој овој голем и значаен јубилеј ќе го одбележи со низа активности, меѓу кои и свечената академија, која што ќе се одржи в сабота 15 ноември во Домот на културата Илјо Антески смок во Тетово. Заедно со мене утринава тука во Скопје е председателот на ПК Љуботен Јован Божиновски. Пред се честитки за овој голем и значаен јубилеј на кој што сите му се радуваме и со кој што сите се гордееме. Ви благодарам и многу ни значи што вие, посебно ти, Ирена, која што може на ти, нели, се среќаваме на Љуботен во планина, што си лик кој што ги сака планините, често многу ги посетува и многу добро знае што значи ваков еден јубилеј. Ти благодарам. 100 години традиција, љубов кон природата, многу искачени врвови, уште повеќе склопени пријателства, па и врски, љубови, спомени од најразлични места. Тоа се приказни што практично и тешко може да се раскажат во еден ден, но сепак еве наоѓате начин таа убава енергија и сите тие искуства и оваа традиција да се пренесе, да се расшири и да стаса и до оние кои што можеби не биле досега на планина, а треба да се заразат со таа убава магија. Секако дека и јас кога почнував на времето да планинарам, немаше социјални медиуми, па моравме да прераскажуваме како било, а замислете како било пред 50 на 60 или 100 години, кога луѓето се движеле горе и морале да објаснат, па и кои имали фотоапарат во тоа време да пренесе каква убавина има горе. Дефинитивно многу приказни, дефинитивно многу активности кои што поминали низ овие 100 години. Навистина не е можно се да се собере во еден настан, но ќе пробаме оние најклучни работи кои што биле низ годините да ги прераскажеме преку еден документарец кој што ќе биде, нели, на Свечената академија, преку една изложба која што ќе ја направиме. Изложбата ќе биде проследена со некои оригинални предмети од едно време и се надевам дека сите луѓе кои што ќе бидат присутни на академијата ќе уживаат. Најавено и присуството на претседателката на Република Македонија на овој настан, што ја потврдува всушност големината на овој јубилеј. Дефинитивно, кога на почетокот на година се обративме до претседателката да биде покровител на настанот, тоа беше прифатено неизмерно и многу сме благодарни за сето тоа. Таа поддршка од највисоката институција во државата многу значи за нас, многу значи за Тетово, многу значи за сите планинари, за планинарската фела воопшто, што мислам дека ќе допринесе понатаму со луѓето со од избором од тие институции државни со друг поглед да ја гледаат активноста на воопшто планинарските друштва. Почетоците на планинарскиот клуб Љуботен, кои што датираат од сега веќе, далечна 1925 година, биле скромни и се должеле на ентузијазмот и љубовта кон планините на неколкумина основачи и иницијатори, кои што можеби во тој момент не ни биле свесни во кој правец ќе се развива планинарското друштво. Кога се враќам наназад низ тие документи и фотографии, сваќаме дека тој ентузијазам кој што го имале тие луѓе е доста, мислам, голем, затоа што голем од наша гледна точка денеска, затоа што ние имаме, ајде да кажем, се. Што имале тие во тоа време.
тие немале ништо и затоа они кои што со таа енергија која што имале, тој елан да направат нешто многу значило, можеби во почетните години не толку голема визија, но мислам дека во 30-тите веќе имале огромна визија за тоа што и како ќе се случува после тоа. Значи кога веќе почнале не 10 години да кажам функционирање и се она што се случувало во средина на 30-тите, втората половина, мислам дека имале огромна визија со тие градење на планинарските домови, првите и на Попова шапка и на Љуботен. Тоа е луѓе нешто што денес е стварно незамисливо од наша гледна точка како тие луѓе функционирале. Секоја чест и поклон. Убавината и љубовта кон Шарпланина, која сите планинари ја сметаат за една од најубавите планини, иако Македонија навистина е планинска земја со еден куп убави планини, меѓутоа Шарпланина е вистинска планинска убавица, би рекла дека Љуботен е веројатно еден од најпопуларните и најискачуваните врвови по нашава земја. Да, секој од историјата Љуботен, кога ќе прашаат зошто името нели е Љуботен, зошто се извинувам, првиот дом е на Љуботен изграден. Некаде уште од 1870 некоја година е прогласен за највисок врв на Балканот со 3050 метри. Така да таа инерција кога бил познат почеле да го посетуваат тогаш научници од фелата на географи, ботаничари, биолози. Тоа после Првата светска војна продолжило натака и затоа и првиот дом е изграден на Љуботен, така да дефинитивно е најпосетуван врв, мислам не само на Шарпланина, туку и во Македонија. Мора да додадеме дека и планинарскиот дом последниве години доживеа една ренесанса, да кажам, навистина е многу опремен, па можеби и најубавиот планинарски дом што го имаме во нашава земја, што значи дека е спремен и има одличен капацитет да прими гости, посетители, да го развива и планинскиот туризам и тоа е нешто што секој планинар може да го посака и да се радува на тоа. Кога се одлучивме да правиме после она големо реновирање на планинарскиот дом и кога го ставивме во функција, идејата беше да го вратиме сеот на планинарскиот дом, затоа што тој е прв планинарски дом во Македонија. Самиот по себе градбата иста се уште е музеј, како да кажам, има вредност огромна и идејата на клубот беше да ги запази оние планинарски стандарди кои што се, но сепак да бидат нели по европските теркови, затоа што сите сакаме да одиме напред, сакаме да добиеме нешто што и да направиме нешто што ќе биде пример не само на домови други кои што ќе се градат на шара, туку и во цела Македонија. Да се вратиме сега на самото одбележување на 100-годишнината од планинарскиот клуб Љуботен. Спомнавме ќе се одржи свечената академија во рамки на истата и изложба и официјални поздравни говори, но и ќе се испочитуваат и заслужни членови кои што придонеле за работата на планинарскиот клуб Љуботен, значи ќе се доделат и награди и признанија. Дел од свечената академија е доделувањето на јавните признања, кои што се како клуб кој што работи општествено, кој што работи нели во насока на сите, доставиме нешто за следните генерации. Голем број на луѓе, не само членови на клубот и надворешни помагале за да се случат сите овие работи. Сега е ред ние како клуб, како домаќини да се одолжиме на сите нив и секако на членовите кои што поминале генерации низ клубот, посебно на оние кои што веќе не се меѓу нас, а се заслужни за она што денес ние го живееме. 100 години како сега која екипа членство кој што доживува 100 години прослава е навистина огромна чест. Да, тоа е ретка привилегија да се биде современик токму на еден ваков значаен јубилеј. Колку членови активни во моментов брои планинарското друштво Љуботен? Членството некаде и во изминативе години десетина е некаде од 120 до 100 члена брои клубот. Од нив нели голем дел се повеќето активни, така да во организацијата сме вклучени многу луѓе и многу ни требаат луѓе за да го организираме сето ова. Така да сите од нив на свој начин се радуваат, се горди, се задоволни и сме, како да кажам, почестени со сето ова што сме дел од овој јубилеј.
Јован, колку години има најстариот активен планинар во вашето друштво или во нашиот Тетовски крај? Во нашиот Тетовски крај најстариот член кој што ќе добие, кој што не е веќе активен, ќе добие награда за животно дело, има 93 години, а активниот член кој што е и ден денес активен и присутен во планинарскиот клуб има 80 години, така да луѓето се уште активни и тоа ги држи. И баш сега овој документарен филм кога го снимавме, нели, за самиот јубилеј, луѓето се уште во нивните зборувања, во нивните приказни се чувствувала таа енергија од пред многу години од нив, и пораката што ја испраќаат сега на младите и на идни генерации е доста вредна. Беше ли тешко да се направи еден таков документарен филм кој што е составен и од многу сведоштва на живи, на активни членови, сите оние што низ годините придонеле, но и осетиле дел од атмосферата и животот и активностите на планинарскиот клуб? Освен што беше толку тешко да се склопи сето ова, уште потешко е што сега на самата, ајде да кажем, на самата академија треба да направиме една кратка верзија на тој документарен филм, што е уште потешко нешто да се собере во 15-20 минути, а дечките кои што го работат рекоа да најверојатно ќе треба да направиме серијалот од сето ова што го снимивме. Каде ќе биде достапен документарниот филм за сите оние влюбеници во планината и сите што ќе сакаат да го изгледаат од почеток до крај? Кога ќе заврши академијата, ќе се посветиме уште малку да се доработи тој филм, затоа што навистина, како што кажа, има голем број на документи, голем број на фотографии кои што и стари видеа кои што треба да се вклопат во сето тоа, така да се надеваме дека до крајот на годината ќе биде достапен на нашите канали на YouTube на планинарскиот клуб Љуботен, и сето тоа ќе може да биде, нели, да го пред јавноста. Освен активните членови, па и поранишните членови на планинарскиот клуб Љуботен, љубителите на планината од земјава, јубилеот 100 годишен ќе биде повод да присуствуваат и гости, ваши пријатели, планинарски клубови од надвор. Веќе имаме потврда од голем број на планинарски клубови од Македонија кои што ќе дојдат, имаме потврда на друштва и планинарски клубови кои што ќе дојдат од Балканот, да кажам, но имаме чест што и планинарските сојузи на неколку балкански земји веќе го најавија присуството на нивни луѓе, што навистина значи за вредноста на јубилеот и за се она што планинарскиот клуб Љуботен низ годините го работел. И да не забораваме да споменеме дека овој јубилеј од исклучително значење не само за планинарството, туку и за Тетово како град, но и за нас како држава. Дефинитивно, многу е значајно кога воопшто ќе споменеме 100 години. Нешто што трае 100 години, траењето на клубот е и покажување на нашата традиција, која што, нели, вековна традиција која што имаме тука, како што кажа нашиот долгогодишен пријател Јовој Поповски, самото формирање на клубот произлегува од нешто што и претходно веќе како традиција се го имало во Тетово. Така да, навистина вредно нешто и многу значајно. Уште еднаш честитки за овој голем, значаен 100 годишен јубилеј. Посакувам во сабота сите што ќе бидат таму да уживаат во овој незаборавен и значаен момент, да се множат искачените планини, да се множат ваквите јубилеи и да се множат планинарите во нашава земја. Секако најмногу планинари, затоа што луѓето кои што се движат во планина се доста позитивни. И сега на крајот се заблагодарувам и знаеш дека порано планинарите носеле значки кои што ги имале како одлика, така да еве чест ние да една од првите значки да ти ги поклониме тебе, тоа е значката на може јас да. Значи ова е изработено специјално по повод јубилеот. По повод јубилеот, ова е значка која што секој ќе може да ја има и да ја набави за време на настанот. Благодарам многу за овој навистина
преубав подарок кој што со задоволство ќе го носам на мојот планинарски ранец, а вам уште еднаш честитки со еден апел до сите вас кои што ја сакате природата, одете што почесто на планинарете, тоа е место од каде што само ќе стекнете нови пријателства, убави спомени, а и ќе се чувствувате одлично, здраво, убаво и полни со енергија. Ова беше разговорот по повод свечената академија на 100 годишнината на планинарскиот клуб Љуботен, најстариот планинарски клуб во нашава земја, која што ќе се одржи на 15 ноември во Тетово. И со оваа информација го заокружуваме денешното јавување во живо. Се гледаме веќе утре со нова тема во истото време. Вие останете понатаму со нашата утринска емисија Добро утро секој утро. Студио? Благодарам. Да, благодарам Ирена за одличниот разговор. Ете, добивме идеи ние викендов што може да правиме бесплатно, нели да се скачиме на некој од нашите планини и да придонесеме за подобро физичко и ментално здравје.